И драги мои, сите вие кои што сте на нашата фреквенција, знаете веќе дека си имаме друштво Јас и Боби. Денешно попладне ќе го поминеме со еден човек кој што изминатиот период веќе повеќе од 3 години се обидува да го исцеди или да го изнајде што е она најдоброто во нашата земја и да му даде соодветен блесок пред очите на пошироката јавност. Човек кој што своето новинарско перо го фокусираше на промоција на нашата земја, ма не тоа да го прави тенденциозно со цел да почувства некакви бенефити, туку затоа што веројатно неговата љубопитност наоѓаше шанса токму само таму да биде задоволена. Со огромно задоволство, но и чест, денеска имам можност да бидам во друштво на еден од лауреатите на наградата Најдобар промотор на Македонија, Васко Марковски. Добар ден и добар ден дојде. Здраво. Се надам дека ќе ти биде пријатно овдека во нашето студио, затоа што е поинаков медиум од оној пишаниот. Не е така, седнеш пред компјутер и само си работиш и се дружиш со себе. Радиото има една поинаква димензија. Се надам дека ќе ти биде пријатно. Супер, сум работел во радио, ама ова што гледам овде импресионира, значи мултимедијалноста, покрај вашето друштво и многу добар поглед имате низ прозорците. Супер, баш ми е мило. Сега ќе се обидеме на слушателите наши кои што во моментов се соочуваат со скопскиот метеж, да им одгатнеме што е тоа што ти во изминатиот период го работиш како свој професионален предизвик и зошто сето тоа е на некој начин заокружено со вакво едно почесно признание кое што треба официјално да ти биде врачено на 16 март. Ќе се вратам хронолошки и ќе се обидам да чекор по чекор да ги откриваме референциите зошто на некој начин се заокружува целиот твој минат труд со вакво едно признание. 36 месеци веќе постои Free Time Guide Macedonија. Значи магазин кој што е првенствено фокусиран на странците кои што се наоѓаат во нашава земја, имаат шанса да одгатнат информации интересни кои што се однесуваат на неа. Како настана идејата за овој магазин и ајде содржински некако да го вообличиме, што има се во него? Така. Значи Freedom Gate Macedonија е комбинација од travel магазин, културен информатор и жолти страници. Магазин кој што го објавуваме на 40 страници англиски за странците што живеат или што патуваат низ Македонија. Значи идејата се роди претходно имав почнато да пишам за неделникот форум серијал репортажи Непозната Македонија, откако се создаде некој ковчеже, некој квантум со репортажи, само по себе дојде идејата дека можеме тоа да пласираме пред една друга публика која што до тогаш не беше опфатена со нити еден медиум, странците што се во Македонија. Истражувањата што ги направивме кажа дека за такво нешто има интерес, дека има кому да се обратиме. Остана да се направи концепт како тоа ќе го направиме. Ми беше дадена задачата која што на почетокот ме подуплаши. Меѓутоа, како што тече подготовките, сватив дека интимно долго време сум го посакувал тоа и сум се подготвил за такво нешто, сечејќи репортажи од вечери Нова Македонија, запишувајќи нешто што сум чул на Радио Скопје, репортажите на постарите колеги со кои подоцна работев. И се деси. Значи го направивме концептот, излезе пилот бројот, добро го прифатија луѓето на кои што им беше наменето и од печат го земавме деновиве 34-тото официјално издание, ако не ги броиме пилотто на бројот. Ајде тогаш да видам што е тоа што беше јадица да се отпочне за ваква приказна, односно формирањето на ваков магазин или креирањето на тие репортажи Непозната Македонија подразбира дека треба многу да се патува по нашата земја, да се истражува, да се сретнува човек со интересни личности во кои што е вткаена она македонска исконска мудрост. Може ли да направиме некој пресек како тоа во почетокот се одвиваат тие патувања, по кој принцип одбиравте што треба да биде значајно, односно што треба да се најде на страниците на магазинот, што треба да биде ваша работна задача? Значи, самата рамка Непозната Македонија беше интересен предизвик да се преразгледаат сознанијата кои што сме ги имале за Македонија како нека интересна земја, црпена низ средношколски и студентски денови како да е натаму. И сега, кога добив на задача да почнам да го правам серијалот, се обидов низ рамката таа Непозната Македонија да ги
ставам на некој список сите работи кои што некогаш ми изгледале интересни, па сум ги запишувал од репортажи во вестник, од чуени податоци на радио. И не знам, беше охрабрувачки кога првиот список покажа некои 120 идеи за репортажи кои што интересни им се видоа и на многу други луѓе, не само на пред себе, па затоа ми се интересни. И не знам, почнавме да патуваме. Како патувате? Како патувате? Имате некаква специјална експедиција? Па не, главно сме двајца, понекогаш ни прави друштво, уште некој колега, тројца. Значи, главно јас и фоторепортер, во тој дуо тим поминаа многу интересни фоторепортери со кои меѓусебно си ја храневме креативноста. Дополнително таа креативност ни ја хранеше, да речеме, секоја средба со луѓето на теренот. Сигурно тука се плетеле бескрајно топли приказни кои што буквално милуваат во такви ситуации. Така, да му заблагодарам на Севишниот, како да речем, имам некој делотворен начин, да речеме, да допрам до луѓето што ги среќам на терен и да лесно воспоставиме комуникацијата, да соработуваат и да отворат работи кои што онака спонтано излегуваат, а кријат многу интересни загадки и за мене и за читателите понатаму. Ајде сега тогаш ќе се обидам да извлечам од тебе што е тоа што за сите нас е непознато од Македонија. Сега, од каде да почнеме? Па сигурно веројатно на таа листа од 120 чуда. Да се обидеме да се присетам со кои репортажи почнавме. Ама пак ќе биде тешко да навише веќе. Значи, како? Знаеш кога ќе се спомене непозната Македонија, за некој странец по дефиниција нам ни оди умот на Охрид, Стоби, Хераклеја, евентуално во поново време Бероваc, Соцев камен. И тука некако како да се заокружуваат нештата. Така. Значи, ама знам дека многу повеќе имаш лично осознаено и знам дека многу интересни места други треба да бидат препорачани. Ги спомнавме, значи, мејнстрим местата кои што и пред да се занимавам со ова и секогаш ќе бидат први на листата што некој некому ќе ги препорача. Значи, Охрид, како Охрид, ние кажуваме неколку клишеја кога размислуваме за Охрид. 365 цркви, секој ден една црква или... Не знам, има такви Бог многу. Бог знае повеќе детали за Охрид. Да, нешто да ми помогне за следни репортажи. За Блашкамала. Например, беше во Охрид големо изненадување за мене кога влегов во... како се каже, при пратата на Света Софија, кога видов како тоа изгледа од таа страна. Значи, не сме го виделе на разгледници, не сме го виделе кога сме влегле внатре во оној дозволениот дел. Не сме го виделе на преносите од концертите на Охридско лето во Света Софија. Значи, кога ги видов крстистите сводови на Света Софија, или да речеме, гледаме секојдневно, секојдневно 1000 денари банкнотата, и нели фасадата од Света Софија е таму. Предпоставувам дека како што мене ме интригирало, многу од читателите ги интригирало што има за тие столбови што ги гледаме зад фасадата. Беше многу интересно да се види тоа од таа страна и да се презентира на читателите понатаму. Или да се осознае димензијата на важноста на Света Софија, кога тоа било резиденцијален комплекс на Охридската архиепископија, која што имала надлежност се до Малта во некои периоди и до Дунав. Непознато има и во местата што навидом ни личат дека не се многу познати. Баш информации кои што се чудни и никој од нас не верувам дека чепкал толку длабоко за да ги открие овие нешта, а провоцираат само по себе кога ќе видиш дека да, и тие имаат приказна која што треба да се раскаже.
А што се крие тогаш за Скопје, односно што е оно што ни е непознато нама се однесува на нашиот град, ќе дознаеме по музичкиот блок кој што сега ќе го, односно по музичката пауза која што сега ќе ја направиме. Јас сакам само, драги мои, да ви соопштам дека денеска со нас е еден од лауреатите за наградата најдобар промотор на Македонија, награда која што официјално ќе биде врачена на 16 март. Беше гласањето за оваа награда се одвиваше на Facebook. Својот глас за номинираните 28 кандидати го дадоа 6118 луѓе, а само 6 мина ја понесуваат оваа почесна награда, која што и на незината листа или на листата на почесни добитници на оваа награда се наоѓаат Горан Атанасовски, кој што доби главната награда, потоа професор Виктор Фридман, награда за животно постигнување, а потоа екстра статутарни награди добија Весна Соколовска, Благој Нацовски, Тим Експорт Македонија и Васко Марковски, нашиот денешен соговорник. Откриваме што е тоа непознато од Македонија, но откриваме што е непознато и за нашиот град, веднаш по музичката пауза.